ние треба да почнеме веќе во оваа држава да ги разграничуваме албанските партии и албанскиот етнос. Едното и другото врска немаат. Колку што Али Ахмети е сублимат на албанците туку во Македонија, толку е Зоран Заев, толку е Христијан Мицкоски, а не е така. А сите знаеме дека не е така. Значи, албанските партии веќе немаат допир со албанскиот плебс, како што имале порано. Месаѓате, нема више ентузијазам као албанската младина, за нив они го губат гласачкото тело, меѓу другото затоа зборев ја. И дека тој закон за државјанство е затоа што они сакаат да направат инфлација така, ако изгубат 100.000 гласа на избори, може да увезат 100.000 гласа. И така натаму. Значи, тука не се работи за ништо, освен за гол интерес, да се задоволи ДУИ, затоа што без ДУИ нема влада, не се работи тука за никакви права, да беа тие права нели толку клучни, немаше после 2001 да го имаме најголемиот екзодус на албанското население од оваа држава. Немаше да го имаме Тетово да биде еден од најуништените градови кога им е целосно дадено у рацете на ДУИ, така наводно на патриотите им е дадено, земено од лошите македонски раце, нели? И да го имаме еден од најзагадените, најурбано уништените градови во државата. Каде е тука поврзаноста на тоа што бара обичниот албанец и на тоа што бара ДУИ? Значи, ова се работи, пак ја повторам, за задоволување на ДУИ. А тие 20% не значат ништо освен политичка моќ на албанските партии, конкретно на ДУИ. Ништо повеќе. И они, не сам како да ви кажам, почнаа веќе да лицитираат нери со бројки, нема шанси бројките да бидат по 25. Зошто? Затоа што они ова исто го третираат како избори, а ќе видите кога ќе заврши пописот, они ќе прогласат победа. Ние сме тоа може да се кладиме ако сакате.